Ова ми е едно од најневообичаените видеа што сум ги снимал, затоа што ми се измеша многу теми и многу мисли во мојата глава. Да скратам со приказната, се наоѓам во Босна и Херцеговина моментално и истражував тука во околината на Мостар и приметив еден голем тунел, така настрана од патот, многу мистериозен. Знаете дека мене многу ми се интересни тие места, па тргнав да го истражам тој тунел. Меѓутоа, од едно обично истражување за напуштен тунел, видеото ми се претвори во екзистенционално видео, односно видео за тоа колку има невидливи луѓе околу нас, кои што не ги приметуваме и не ги гледаме. Еве, сега ќе го погледнете видеото и ќе видите зашто станува збор, додека го снимав тунелот, во тој напуштен стар тунел, хангар, не знам што било, полн со ѓубре, внатре, верували или не, живеа еден млад пар, кој што жената беше бремена, можем да речем дека беа деца. И видеото и моите мисли наеднаш отидоа кон тоа колку сме ние среќни за тоа што го имаме и колку треба да го цениме сето тоа што го имаме и за тоа колку има невидливи луѓе на овој свет. Че покрај овој пар кој што јас случајно го снимав на ова видео, мислам дека има уште многу други невидливи луѓе на овој свет. Можеби има толку невидливи луѓе колку што има благословени луѓе. За благословени луѓе мислам на оние луѓе кои што си живеат некој нормален живот, така наречено нормален, по општествени норми, односно имаат храна, имаат вода, имаат пријатели, се здрави и имаат покрив над главата. Мислам дека тие се благословените луѓе, а од друга страна се тие невидливи луѓе, кои што ние веќе и не ги гледаме. Тие луѓе полека исчезнаа од овој свет, како што е овој млад брачен пар, кој што живее во темен тунел и не знам каква иднина има. Еве, погледнете го накратко тоа што го снимав. Не снимав многу долго, затоа што едноставно ме шокираше таа ситуација. Прв пат во животот се среќавам директно со тие невидливи луѓе, кои што изгледаат толку добро, толку нормално, а живеа во толку ненормални услови. Погледнете накратко и видете на што мислам и кажете и вие дали има чаре за овие невидливи луѓе. А еве го и тунелот кој што тргнав да си го снимам. Значи, случајно го приметив од патот, подоцна дознав дека бил некој воен хангар, воен тунел кој што не го истражив до крај, затоа што едноставно немав расположение да снимам понатаму за тунелот, поради луѓето кои што ги сретнав или младиот брачен пар кој што живеја во овој тунел. Мислам дека ѓубрето кое што е тука мислам дека не е направено од нив, затоа што овој млад брачен пар кажа дека живеело тука само неколку дена. Меѓутоа, ѓубрето си е тука и луѓето си живеат тука покрај него. Мислам дека едноставно си се навикнале на тоа или си ја прифатиле судбината. А еве го и тунелот. Значи, тунелот ми изгледаше мощно интересен за истражување.
голем е, има многу странични простории кои што водат во ридот. Меѓутоа, јас не тргнав да ги истражувам, прво, како што кажав, затоа што немав воја едноставно да снимам, а друго немав осветлување. Меѓутоа, големината на тунелот ме импресионираше и мислам дека тука би можело да влегуваат и многу големи возила, па дури и авиони. До толку е голем тунелот, може би е висок 10 метра, а широк некои 50. А од кога снимав накратко тунелот, снимав и дел од условите во кои што живеат овие невидливи луѓе. А јас направив и некој краток разговор со луѓето кои што живееа таму. Во тие услови се работи за млад брачен пар од 18 и 17 години, така рекоа, иако ја мислам дека се уште помали, од која што девојката беше трудна и верувајте, мене не ми беше лесно тоа да го гледам. Меѓутоа ме уклучи некој прекинувач во мојата глава за тоа дека освен овој свет кој што ние го живееме, како што кажав на почетокот од видеото, постојат и многу други светови кои што не ги гледаме или се правиме дека не ги гледаме и со текот на времето стануваме слепи за нив. Јас направив и некој краток разговор со луѓето, кои што кажав, го снимав. Меѓутоа, додека го правам ова видео, едноставно не ми се даде да го ставам, не знам зошто. Не знам зошто, можеби во некој наредно видео ќе направам и такво видео каде што ќе разговарам со некои од тие невидливи луѓе кои што живеат на маргините, отфрлени и кои што не се толку благословени можеби како остатокот од нас. Едноставно во ова видео не ми се даде, меѓутоа ете сепак сакав да зборувам на таа тема, да зборувам за невидливите луѓе, да го освестам и тој дел кај нас, или да почнеме да им помагаме, или едноставно да го цениме тоа што го имаме, да бидеме благодарни за тоа што го имаме, за тоа што, како што видовте, некои немаат ништо. За тоа колку ние ги игнорираме тие луѓе, ќе ви кажам една кратка приказна. Кога шпанците дошле на бреговите на Јужна Америка, тие се укотвиле покрај бреговите и го наблюдувале копното, ги наблюдувале луѓето што се таму со двогледи и долго време останале така вкотвени и луѓето кои што домородците кои што живееле во Јужна Америка не можеле да ги видат бродовите, нивното око не можело да го перцепира нивното постоење, затоа што никогаш дотогаш тие не виделе бродови. Па така се додека луѓето, шпанците, освојувачите не се симнале од бродовите и почнале да пловат накај нив, тие не ги приметиле или не ги перцепирале тие бродови. Па така можеби и ние едноставно се истрениравме да не ги гледаме тие невидливи луѓе, затоа што едноставно така ни е полесно. Не обвинувам никој, само ја анализирам ситуацијата и секако се молам тие невидливи луѓе да станат видливи и да почнеме ова огромно богатство што го има на светот да го делиме рамноправно, затоа што овој свет има богатства, ресурси и пари за 100 милијарди луѓе. Толку од ова видео, ете, направив и овакво видео. Ако ви се допаѓа, ставете лайк, коментирајте, кажете и вие што
мислите. Јас ви благодарам што ме истрпевте на оваа тема, што го изгледавте ова видео. Ви благодарам и се гледаме во некое мое наредно видео.